Од денеска до крајот на мај земјоделските стопанства ќе може да конкурираат за добивање средства за набавка на трактори. Овој повик се реализира согласно тековните и планирани рокови по програмата за рурален развој, велат од агенцијата. Вкупните прифатливи трошоци по поединечен корисник за набавка на трактор изнесуваат 3 милиони и 500 илјади денари. Средствата се доделуваат за период на реализација на деловниот план и се исплаќаат на годишно ниво. Финансиската поддршка се исплаќа по принципот на кофинансирање на реализирани и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од 50% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци. Во регионот слаба е заинтересираноста за инвестиции во земјоделството. Според познавачите, слабите откупни цени, како и расцепканоста на земјиштето ги дестимулираат производителите. Еве ќе ви укажам на последната програма што беше за млад земјоделец. На ниво на Македонија беа пристигнати околу 1045 апликации за млад земјоделец, кај што се доделуваат 10.000 евра грант за младите земјоделци, но за жал во нашиот регион имаше едва и десетина апликации. Значи, тоа се должи пред се, пак ќе повторам, на ниските откупни цени, на приходите кои што не можат да ги остварат младите земјоделци и се демотивирани да аплицираат на овие програми. Карактеристично за Стомичкиот регион е тоа што тоа е градинарски регион и карактеристично е тоа што имат доста мали парцели. Значи расцепканоста е доста голема. Нашите земјоделски производители имат мали површини, за разлика од, например, Пелагонискиот регион, таму имат големи површини и нивната потреба од поголема механизација е доста поголема за разлика од Стомичкиот регион. И затоа и нашите земјоделски производители не аплицираат за таковните програми. Процентот на кофинансирање се зголемува на 55% од вредноста на инвестициите, доколку носителот на земјоделското стопанство е млад земјоделец. 60% кофинансирање е предвидено доколку инвестицијата се реализира во подрачје со ограничени можности. 65% кофинансирање се доделува за инвестиции поднесени од млади земјоделци, чии што земјоделски стопанства се наоѓаат во подрачје со ограничени можности, а дури 75% кофинансирање е предвидено за инвестиции во недостапни рурални заедници. Годинава за оваа намена издвоени се 60,2 милиони денари. Услови кои треба да ги исполнуваат е минимум производствен капацитет од 2 хектари за производство на различни или една земјоделска култура и минимум 0,5 хектари за производствен капацитет на зеленчук на отворено. Преку овој повик може да се набава трактори, но не и приклучна земјоделска механизација. Приклучна механизација во иднина ќе може да се набавува преку ИПАРД програмата во некои од наредните повици.